Седум месеци по смртта на 26-годишниот Јован Витанов од Струмица, случајот е затворен. Јавното обвинителство информира дека по извршената обдукција на телото не открила траги на насилство кај починатото момче и по испитување на сите траги најдени на местото каде е откриено телото на Витанов, надлежниот јавен обвинител го затворил случајот. Смртта на Јован Витанов отвори многу полемики во јавноста, а околностите под кои починало момчето се уште не се разјаснети. Телото на Витанов е пронајдено на 7 јуни во местноста Ораш на периферијата на село Новосело. Бидејќи првичните информации од основното јавно обвинителство беа дека станува збор за насилна смрт, но не можело со сигурност да се утврди од што починало момчето, телото беше дадено на обдукција. Неколку дена по првата обдукција обвинителот побарал дополнителна реобдукција на телото, зашто не можело со сигурност да се утврди точната причина за смртта. Но ваквата одлука на Струмичкото јавно обвинителство ги разлути лекарите од судска медицина. Од Институтот за судска медицина тогаш реагираа дека обвинителите избрзале со заклучокот за начинот на смртта на 26-годишникот, со оглед на погрешното толкување на промените на телото. Професорот Александар Станков од Институтот тогаш рече дека за да се констатира причината за смртта, мора да се добијат информации од обдукцијата или пак токсиколошките наоди. Деновите по наоѓањето на телото на Јован Витанов, обвинителството издаде наредба за претрес по домови и простории на повеќе лица со кои момчето имало контакт последните денови. Издадено беше и барање за обезбедување снимки од видеонадзор од еден објект и вештачење на мобилните телефони. Од мобилните оператори се побарани податоци за остварена телефонска комуникација, а издадена е и наредба за вештачење на повеќе предмети пронајдени во близина на телото на починатиот. За јавноста останува непознато што се случувало во последните денови од животот на Јован Витанов и како завршил животот на младото момче.